Пелагонија е една од најплодните и најсончевите котлини во Македонија. Но за жал ние како држава недоволно ги искористуваме површините од каде што може да добиеме храна, а уште помалку за да добиеме енергија од сонцето, која што е апсолутно бесплатна. Додека пак за комбинација на земјоделието со фотоенергијата, искрено немаме ниту размислувано. Нешто што пак другите држави, особено оние на Медитеранот, наголемо го користат како за добивање на енергија, така и за поголеми приноси, двојни или тројни берби годишно од една култура засадена под пластеници, каде што се создава посебна микроклима и светлина, која што ја има 24 часа кроз 7 потребна за секое растение. Јас ве уверувам дека користејќи оваа технологија, новата технологија со производство на овие фотоволтаични системи, може и да одгледуваме во пластеници многу поголемо количество на храна, кое што би било многу поквалитетно отколку таа храна што ние увезуваме, меѓутоа сепак за тоа треба да постои стратегија. Значи, кога таа енергија би се користела во помош за добивање на тие микроклими или добивање на излекување на вода од овие региони, ќе имаме многу поголемо производство. Уште пред 7 години Зоран Митрески од Прилеп, експерт во полето на фотоволтаиците со група на ентузијасти, биле во посета на нашето Министерство за земјоделство, откаде што добиле само тапкање по рамо дека проектот е одличен, но не добиле никаква помош истиот да се реализира. Имено станувало збор за изградба на пробни пластеници со вакви фотоволтаици, каде што ќе се спроведуваат светските искуства. Со факти им сугериравме дека може да направиме не 3 култури, него 4 или 5 култури, користојќи ја исто и така LED технологијата, затоа што е познато дека секое растение реагира соодветно на одредена светлосна фреквенција. Кога сите тие елементи од современата технологија би се вградиле во тие пластеници, дефинитивно ви гарантирам дека може на оваа површина, на ова тло да произведуваме 4 до 5 култури без никакви проблеми. Како реагираа тогаш институциите на презентација на оваа идеја? Беа импресионирани од самата идеја, меѓутоа не најдовме на разбирање затоа што немале наводно соодветни средства кои што би биле на располагање за испитување на таков пластеник, кој што во тоа време не беше, мислам, тие пари не беа никакви значителни, меѓутоа треба да постои воља. Дел од растенијата исто така не само во пластеници, растат многу добро и под самите фотоволтаични панели, ако се тие направени на доволно голема висина над нив. Тие дури и ги заштитуваат растенијата од преголемо сончево зрачење, а почвата не се суши. На тие места па каде што нема вода или хидросистем, со помош на бесплатната енергија од сонцето, може да се извлекува вода и да се наводнуваат парцелите. Произведената вишок енергија пак може да се продава. Голем број на бенефити, но за жал ова за нас се уште изгледа како научна фантастика. Дали овие пластеници се употребуваат некаде во други држави? Апсолутно. Апсолутно, значи тука такви пластеници имаме дури во Анатолија, кај што постојат екстремни температури, такви пластеници имаме во северна Европа, каде што исто климата не е соодветна, меѓутоа креирајќи микро клима внатре во нив, креирајќи осветлување внатре во нив, имаме многократно поголемо производство и побрзо производство. Со овие позитивни примери, воопшто не се запознати земјоделците во Пелагонија. Беџет Исламовски е еден од поголемите производители во овој крај, кој што обработува над 200 декари земјиште, засадувајќи го со најразлични култури. Еве ние земјоделците веќе почнавме да бушиме бушотини низ парцелите, заради елементарна непогода суши се. Еве лично прашањето ми одговара што ми праша. Еве јас имам бушотини праено за панели да имам зошто да користам агрерати. Значи многу е убаво прашањето и да се користи, ама и апелирам да не се во одработливо, неодработливо земјиште има, зашто голема сонце фаќа, има место да се редат тие. Значи да се редат на 5-6 класа земјиште? 5-6 неодработливо кај што се земјиштето. Дали некој од вашите колеги од земјоделците употребува? Нема никој до сега. Еве јас тој едниот што сум заинтересиран, имам бушотиното, сега деној веќе го тестираме бунар ако има вода, планирам да редам панели. Тука е да како вид на викендица да правам и да редам панели, зошто да
трошам нафта или бензин со агрегати да се мачам. Дневно колку трошите пример И- нафта за наводнување? Денемно цел ден јас како ќе имам околу 100 декари летни период, да речам тутун, бостан и пипер. Значи дневно нема да ми стигне 10.000 денари нафта нон-стоп агрегатот да работи со потопната пумпа во бунара што ќе имам. А вака ќе имате бесплатна енергија. Вака ќе имаме бесплатно, ќе видиме штедени, да речам, со сонцева енергија. Исто така во околните држави што се, како Турција, Грција, Албанија, се користат и за пластеници, за жал и тоа и кај нас не е Да, искористено. некни пред една недела бевме Грција, ги имам видено дека работат земјоделците и сино беше Турција и тој гледа, се чудиме, значи на сите држави има зошто да нема и кај нас во земјоделето тоа да се направи. И од Агенцијата за поддршка на земјоделството истакнуваа дека кај нас скоро и да нема вакви примери. А за да поставувањето на фотоволтаиците биде поддржано од ИПАРД или од некоја друга национална програма за субвенции, треба да има и одредени законски измени. Инаку има примери, меѓутоа се генерално овде и кај нас немаме таков пример, меѓутоа на светско ниво има примери каде се поставуваат на соодветни висини тие фотоволтаици и пак земјиштето долу да биде користено Подле се искористува. Да, се искористува и за тоа има и соодветни финансиски ефекти направени, конкретни пресметки, што добива и што губи, значи колкава е инвестицијата, што би добили така натаму. А таков вид на фотоволтаици би се покрили од одредени програми како помош? Да, генерално би се покривали, меѓутоа сепак мислам дека во овој момент и законодавецот треба да каже дали ќе даде соодветно одобрение за градба на таквата површина, затоа што таа површина доколку појде како градежна, се губи во делот на земјоделска површина, доколку локалните самоуправи, нашто општините и законодавецот најдат соодветно решение за таквите постапки, сигурно дека ќе има и конкретни баратели за тие култури. Исто така, и за вадење на вода со помош на поставени панели, треба да се извадат посебни дозволи од Министерството за животна средина за бунарите на кои што истите ќе бидат поставени. Кај нас во земјоделието, најмногу соларната енергија ја искористуваат производствените капацитети, кои што скоро сите на покривите веќе имаат наместено фотопанели за производство на струја, а исто такви панели веќе интензивно местат и креварските и овчарските фарми. Додека во растителното производство најголем дел од фотоволтаиците се користат индивидуално, значи не се преку програмите, затоа што малце потешка процедурата за да се добие тој документ. Не дека е невозможно да се добие, меѓутоа има одредена процедура која што временски им одзема доста време и земјоделците применуваат кон побрзо поставување, посебно таму каде што имат ископани бунари, кои бунари не се евидентирани, значи генерално преку Министерство за животна средина, од каде што немаат соодветно добиено соодветен документ за тој бунар да може да се користи. Бесплатна енергија и плодна почва која што раѓа се што можеш да посакаш и се што можеш да засадиш. И наместо да ги искористиме овие потенцијали, за жал ние како држава се уште остануваме увозно зависни за храна, за која што годишно се одделуваат околу 1 милијарда евра.